Во тема на денот вечерва разговарам со професорот Јован Јоновски, хералдичар, човек кој што се занимава со проучување и структурирање на грбови, знабења, како се нарекува тоа, обележја и државни, и национални и така натаму. Добро вечер. Благодарам за поканата. Сега да поразговараме на тема која што некако неформално се разви некоја дискусија во општеството. Се уште нема некоја официјална јавна дебата околу оваа тема, не знам дали ќе има, но идејата за промена на државниот грб. Просто да прашам, мислите дека имаме ние потреба од такво нешто и дали нашиот моментален државен грб е отсликува? Нашиот грб е донесен дури 2009 година како преодно решение. Со измена на петокраката? Да, со измена на петокраката, како преодно решение. Прашањето за грбот беше поставено уште со осамостојување на Македонија, 91-92, и од тогаш стои отворено. На неколку наврати имаме обиди за дискусија на таа тема, но ништо не се случува, освен 2009 година, кога е донесен за прв пат во рамките на Република Македонија грбот, и потоа 2014 година, кога е владата го усвоила предлогот за нов грб, кој што беше со црна лав. Она решение лево. Да, тоа е решението. И од тогаш навака, значи, темата не се отвори повторно. Добро, кога зборуваме за актуелниот државен грб, премногу е некако сензитивно општеството, вели дека нема потреба да се менува, дека имаме идеален убав државен грб. Јас на него гледам 4 афиони, чушки од афиони режани, кои што некош биле традиција, во денеска се кривично дело, например. Да. Македонија има подпишани меѓународни договори за непромоција на афионот, но еве го имаме. Значи, самиот грб кој што ние го имаме е социјалистички. Значи, е остаток од таа социјалистичка хералдика, која што е започната со советскиот грб, односно грбот на Советскиот сојуз 24 година, потоа се провлекува низ грбовите на советските републики, потоа 45 година се провлекува на народните демократии, односно, како да ги кажеме, земјите од Источна Европа, вклучувајќи ги републиките во Југославија. Значи, сите 6 републики го имаат истиот тој концепт на венецот со петокраката, со лентата со надпис или без надпис долу и сонцето од позади. Значи, сонцето не е дел само на нашиот грб, од Југославија кога зборуваме, и српскиот и хрватскиот грб, кои што ги зачувуваат своите историски грбови на грбот, зад штитот изгрева сонце. Таму тоа е интересно, Македонија и Чина и Босна се единствените кои имаат нови решенија во таа... Не, и Црна Гора и Словенија. Значи, освен Хрватска и Србија, сите други имаат нови грбови. Со тоа што на сите тие нови грбови има планина. Сега, македонската е генеричка планина. Точно дека првата опција, првата апликација била Пирин планина или не? Да, во описот, значи не во законот за грбот, туку во редакцијскиот текст на Нова Македонија, кога е објавен самиот текст, пишува дека е тоа Пирин планина, а реката дека е Вардар. И тоа е во тој период кога се разговара за Југословенско-Бугарска федерација, кога односите меѓу Југославија и Бугарија се на највисоко ниво, кога и идејата беше Бугарија да биде 7-ма република на Југославија, со тоа што Пиринскиот дел ќе го дади на Народна република Македонија. Значи, тоа е временската рамка на тој грб. И од тогаш натаму ние го имаме истиот државен грб. Имаше една идеја да се тргнат венците, да остане само штитот на она што е... Ние немаме на грбот штит, туку да се реанжираат овие елементи на штит. Значи, така наречено словенечко решение, затоа што Словенија го направи тоа, со таа разлика што кај нас е генеричка планина, додека кај Словенија се знаеше дека е триглав. И триглав сам по себе е символ уште претходно. Значи, они го аплицираат тој символ на триглав. Затоа претходно, кога спомнав, ги има старите мислејќи на тој момент. Да. И додадени се трите звезди, за Словенија зборуваме, трите звезди од грбот на Словенија, кој што е
практично полето од југословенскиот, односно грбот на србите, хрватите и словенците, а кој што потекнува од грофовите на Целје, како еден символ на единствени Словени или словенци во тој дел од Австро-Унгарија. И сега ние дојдеме до онаа дебата која верувам дека е неформална. Чинам дека Хералдичкото друштво е автор на ова решение предлог од 2014 година. Најголемиот проблем овде во дебатата се јава околу символот, дали да биде лав или не. Чинам дека левата опција, социјалдемократите, некако се против таквата идеја. Другата опција за која што неформално во јавноста се зборува се овие два символи позади вас, тоа е апликација на грифон или лав и орел. Каде може најлесно да се најде македонското општество, да имаме државен символ кој што може да биде обединувачки за како национален елемент, зборуваме, не народен, како национален. Значи, претходно сакам да кажам две работи што се најбитни во проблематиката. Прво, грбот е грб на државата. Значи, не е грб на народ, не е грб на националност, туку на апаратот на државата. Значи, како што веламе, на свадба ние не одиме со грбови. Може да носиме знаме или нешто друго. Грбот има исклучиво државен момент во печатите на државата, на институциите. Тоа е првата работа. Втора работа е прашањето за развој на символи. Значи, ние немаме символ, најчесто, кој што е даден сам за себе. Туку е приказката за тој символ. Дали на сите ќе им се допадне? Не. Значи, во историјата нам ни е познато дека символите можат да направат разлика. Ако земеме, например, Германија, тие нон-стоп во својата историја имаме две фракции кои што се борат за знамињата. Дали ќе биде црно-бело-црвено или ќе биде жолто-црно-црвено. И тие, како на неколку историски моменти, кога ќе дојде нова влада, одма го менува знамето. Кога дојде другата влада, одма го менува знамето. Значи, тоа е однос на кој што се гради. Прашањето дали на сите ни се допаѓа. Тоа е дегустабилно нон дискутабила, нели? Прашањето функцијата на грбот не е нам да ни се допадне. Ајде конкретно прво да зборуваме за лавот. Лавот, проблематични се два аспекти, барем она што можем да се види во јавноста. Тоа е една е дека ние сега крадеме историја на Бугарија. Па втората опција околу тоа дали нашиот некаков историски лав бил црвен или жолт со жолта боја, па дали биле црвената и жолтата или црната и црвената боја символи на Македонија. Значи, пошто емисијава нема толку време да навлегуваме во сите овие работи, историски земено. Значи, прашањето крадење на грб од Бугарија е малце многу смешна, затоа што Бугарија грбот го зема 1879 година со Трновскиот устав. И го прави македонец од Крушево. Го прави македонец од Крушево. Ама не, тој не го прави. Тој го прави последната верзија од 27 година. Како и да е. Дали тогаш можеби ние на Белгија ќе го крадиме лавот? Или дали Бугарија го украде лавот на Англија? Значи, самото прашање по себе е смешно. Затоа што лавот е најраспространетиот символ. Го имаат огромен број и на држави, и на територии, така да треба да се види локалниот концепт. Предлогот што е за лав е црвен лав на златна основа, така? Она што Бугарија го има земено е златен лав на црвена основа. Значи, тие два лава, она што е многу битно, дека во сите извори и европски, двата грба постојано се еден до друг. Но во различна комбинација. Тоа е у Рилски манастир има една апликација идентична. Да, Рилски. Значи, се до тоа се случува од стематографијата на Жефаровиќ, каде што стојат тие два од 1741 или претходно, ако зборуваме, тоа е преведено од Павел Ритер Витезовиќ. Значи, не станува збор за крадење во никој случај, затоа што ниту ние од нив крадеме, ниту тие од нас краде. Значи, едноставно, двата символи се кои што се случуваат. Историски земено, сите извори, најголем дел од грбовите поврзани со Македонија се со лавови. Но не исклучиво со лавови. Значи, најголемиот дел се со лавови. Понатаму на следно место доаѓа грифинот. И понатаму имаме други представи кои што се низ историјата, како, например, 3 круни, 3 звона, имаме коза и има и други што се јавуваат поединечно. Така да, бројот на грбови кои што се поврзани со Македонија во зборуваме за европската хералдика, има десетина символи, од кои што уште еднаш ќе повторам, лавот е дефинитивно најчест. И втората опција, кога збориме за грифонот,
Тоа е еден символ кој што многумина овде има протиставени, драматично протиставени ставови. Некои сметаат дека тоа е наметнување на албански, нели, заради орелот елементи. Некои пак сметаат дека комбинацијата е добар елемент за национален грб, но има една историски контекст дека Грифонот влече корени дури од времето на Александар Македонски. Тоа е една апликација позади вас. Да, значи тоа е припишан грб на Александар Македонски, мораме да кажеме, но и Грифонот е познат како артефакт, затоа што Грифонот е двоен символ, нели, од лавот и од орелот, како символ на царството на небото, царството на земјата. Понатаму Грифонот исто така може да биде сватен из историјата како чувар на задгробниот живот, може да биде сватен исто како символ на воскресение, тој символ на Христос. Затоа во многу цркви, да речеме, се наоѓа на или на владичкиот престол или на други место таа апликација. Така да, како сите символи, може да имат многу значења. Значи не е едно нешто. Исто станува збор за грбот, значи лавот кого представува. Значи повторно станува збор за представата на тој грб. Затоа што најчесто, барем во нашиот контекст, кога е даван описот на законот во грбот, не кажува што е што. Што представува тие елементи. И што би требало да представува овој символ, да речеме? Значи, ова е символ на Македонија, значи зборуваме како замислена територија во тој период, каде што не представува националност. Повторно кажувам, грбовите не представуваат националност. По самата дефиниција, народот не може да има грб. Туку представуваат некоја територија, оригинално тој грб представува припишан грб на Александар Македонски. Значи, што сакам да кажам? Александар Македонски живеел 15 века пред почетокот на хералдиката. Ова е како Европа го перцепирала евентуалниот символ на Александар Македонски. Значи, во иста категорија и со лавот, и понатаму го наоѓаме на многу ракописи низ Европа, го наоѓаме во грбовници, го наоѓаме дури и на споменици, камена пластика и така натаму. Кој што лавот практично во Македонија реално доаѓа со знамето на Разловечкото востание. Тоа е првата веќе апликација тука. Зборуваме која што е прифатена и препознатлива, каде што веќе имаме група луѓе. Тамо е истата или е жол? Не, ова е, да. Истата, значи тоа е веќе првиот символ каде што тука во Македонија реално група луѓе се идентификуваат со него. Значи не во некој ракопис некаде во Европа, или да речеме до Дубровник, како доаѓаме навака, туку веќе реален символ. И сосема пред крај, ние направивме на промена на државното знаме, нели, тамо некаде 90-тите, тогаш имаше силен отпор против тој потек. Денеска гледаме дека тоа знаме е општествено прифатено во најголем дел од населението, чинам дека и албанскиот политички фактор веќе го перцепира како своено, и тоа знаме веројатно има своја приказна, не е случајно избрано така. Значи апсолутно ова го давам јас често пати како еден пример за развој на символот. Кога е донесено 95-та година, никој не го сака. Општините кои што се со ВМРО ДПМН на власт не го менуваат дури во самите општини до крајот на локалните избори. Но сега поминати се точно 30 години од тогаш. Веќе односот е друг, генерации израснаа под оваа знаме и на спортски надпревари, исто како секој символ, значи не само за Македонија, секаде. Символот по дефиниција, особено државниот грб, доаѓа од власта, од владетелот, од државниот апарат кој понатаму се дава на, да речеме, на граѓаните. И тие понатаму со текот на времето и со приказната го прифаќаат символот. Никој символ не е прифатен од моментот еден кој ќе се донеси и кај супер се идентификуваме. Затоа што тоа е дефиницијата на символите. Значи символот се состои од еден знак, например, ако видиш што имаме на грбот, и неговото мислење, односно реакцијата која што тоа ја предизвикува кај нас, чувството. Но тој символ не е случајен, има неколку такви слични символи кои се појавуваат, тука и на слика има позади, може да се види на некои делови низ Македонија.
Има, археолошки. Да, значи лавот е непобитен. И сонцето зборам. Да, и сонцето и лавот се непобитни символи во Македонија. Уште од, како викате, од време пред памтењето, ги наоѓаме во археологијата, ги наоѓаме во народните митови, значи ги наоѓаме на сите нивоа на символи. Благодарам. Мој гостин вечерва Јован Јоновски, Хералдичар, зборувавме за тематиката за државниот груп.